Живо на сите, ви благодарам за присуството. Јас сум Никола Ристевски од Свети Николе. Имам големо биополе, за тоа се спомнам. Прво. Соприга овој. Добро. А сега? Супер. Добро. Ви благодарам што дојдовте. Полна сала. Се надевам дека вашиот интерес ќе биде задоволен и на убав начин ќе ви представиме што сме истражили во Овче поле. Дај ми ја тај микрофон. Со нас така. Ви благодарам што дојдовте. Сакам да заблагодарам на сите кои што низ овие години го помогна овој проект. Нашите истражувања не се престанале, нема ни да престанат, продолжуваме. За почеток на овој настан ќе ви прочитам мал дел од мојата книга Имагинариум со наслов Што е тоа археоакустика, кој што е превземен од официјалната страница нашата научна асоциација Super Brain Research Group. Археоакустиката е ново интердисциплинарно поле на учење, со кое користејќи различни параметри за истражување на древните локалитети, преку модерната технологија се регистрира влијанието на овие места врз човечката емоционална свест. Археологијата немногу се фокусира на визуелниот изглед и физичките објекти, иако минатото не било воопшто период на некаква си тишина. Намерата на археоакустиката е да истражува важноста на звукот и природните феномени во антиката и најважно нивната улога во развојот и дизајнот на ритуалната архитектура и можниот ефект и важност на биолошката активност на човечкиот мозок. Преку истражување беше возможно да се демонстрира дека во антички времења знаењето за акустика и природни феномени било добро развиено, па и користено во ритуали од тој период. Истражувањата на Super Brain Research Group од последните 4 години покажаа дека древните луѓе биле способни да влијаат на нивната перцепција, користејќи вибрации за да достигнат различни состојби на свест, без употреба на дроги и други хемиски супстанции. Луѓето во древните времења биле способни да ги детектираат природните феномени за да креираат слична состојба на променета свест. Други истражувачи имаат пронајдено слични резултати во нивните истражувања, но без регуларниот протокол не би било возможно да се споредат различни локалитети со слични карактеристики. Како резултат на тоа, СБРГ SBRG Super Brain Research групата разви нови стандарди кои што можат да бидат применети за анализите на античките локалитети во Европа и другиот дел од светот. Ги нарековме SB Research Group стандард за археоакустика или SBSA на кратко. Анализите на античките локалитети мора да бидат детални и комплексни. Сведочиме дека нашето Овче поле располага со огромен потенцијал во однос на културното наследство и природните ресурси, па така се надевам дека со истражувањата на големата тумба со впишан геоглиф на незиното плато, геоглифот во Канда, ќе се отвори едно ново поле, нова ера, ново време на македонската наука и на работата врз нашето културно наследство. Затоа што она што го крие мајката земја, она што ни го оставиле древните предци, може да ни помогне не само со справување со сегашноста, туку и со олеснување на околност, на иднината, на околностите во иднината. Сега ќе препуштам на професорот Домагој Николич, нашиот драг пријател и мој соработник, да започне со презентацијата, чишто работен наслов е Looking for Alexander, а целиот овој настан, на кој што се присутни денес, е за да се представат и прикажат археоакустичните и археоастрономските истражувања спроведени во 2014 година и објавените 3 научни трудови за истите во меѓународната научна литература. Го препуштам микрофонот. Ќе говори на неговиот јазик по представувањето, доколку имате некакви прашања, за да не губиме на време со превод, доколку имате некакви прашања, нејаснотини, слободно прашате. Ќе имаме и дел за дискусија. Ви благодарам. Hvala Nikola. Hvala svima što ste došli. Baš lijepo iznenađenje. Obično naši radovi ne izazivaju ovoliko zanimanja, tako hvala svima što ste došli. Ja sam Domagoj Nikolić, ovdje sam mnogo puta bio u Svetom Nikoli. Želio bih zahvaliti